Почитувани гледачи, водостопанските капацитети, водостопанските објекти како што се акумулациите се од капитално значење за развојот на земјоделието во источниот регион, особено во Кочанската котлина, онаму каде што гравитира и хидросистемот Брегалница. Во рамките на општината Кочани или кон општината Кочани гравитираат 3 вештачки езера, тоа се најголемото Калимаци, Градче и се разбира индиректно би рекол браната Ратево. За водостопанските објекти имаме стручњак кој сигурно овде во нашиот град, кој сигурно дека е еден од најискусните и има најдобри познавања. Со оглед на фактот дека во Кочани веќе подолго време се најавува, се заговара изградба на акумулацијата Речани, верувам дека е идеален момент да поразговараме со Ангел Атанасов, инженер кој зад себе има огромно искуство и кој учествуваше своевремено кога се правеше браната Градче. Господине Атанасов, кои се вашите сознанија, докаде се работите со изградбата или со почетокот на изградбата на акумулацијата Речани? Па, од моите сознанија, од колегите од Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, од веќе ангажираните компанија за надзор на градбата на браната на Овчарска река, дека техничка документација е комплетно направена, проектот е направен, ревидирање, забелешките на ревизијата се поправени. Имам сознание, мислам, од нив дека договорот е исклучен со извоѓач за почеток на работата и договорот за надзор над градбата. И по моје мислење дека најскоро би требало да се почне со градбата. Прво ќе биде тоа припремните работи, после градбата на самиот објект, со тоа што према договорот што имам погледнато, дека објектот ќе се гради 5 години. За еден таков капитален објект, тоа е, да речеме така, и нормално. Само мене ме забринува што изборот на извоѓачот што е кој е веќе направен, дека не е со тоа искуство и колегите што се таму и нивата механизација и така натаму, Силекс неметали со Транспек. Ја би бил задоволен да беше гранит, да беше бетон или некоја страна фирма, да речеме што Конско е договорено со една бугарска фирма, две бугарски фирми што ќе градат, што имат големо искуство. Веќе има градено водостопански капацитет брани. А што е од што е бојазноста? Бојазноста од тоа што ќе се одговоле, по моје мислење, ќе се одговолеше работата. Најлошата варијанта сега што се применува тука, дека се избира најефтиниот извоѓач. А знаете дека најефтиниот извоѓач најефтината работа? Ефтиното месо ниту и кучијата не го. Така да он ќе одговолече работа. Сумјам дека за 5 години може да се ќе одговори на предизвик таков капитален капацитет водостопански да се направи. Да. Има и друг проблем, нели? Има судски процеси таму со подизведувачи, со тоа се немам ги тие сознанија, меѓутоа да речеме оваа компанија што има договор за вршење на надзор над градбата, ќе ме ангажират како сега у типу ќе бидам, дали ќе бидам советник, дали ќе бидам према моите години, сигурно дека нема да бидам на терен, али они сакат моето искуство од Градче, од Калиманци, од Ратево, како учесник у градбата и после у одржавањето на тие објекти.
И ја мислам дека учествувано и на браната на Литовска река, мислам околу изготвувањето на техничката документација. Така да јас би бил задоволен да што поскоро да се почне. А за да се почне поскоро, мора и локалната самоуправа да се ангажира, по моје мнение. Затоа што треба да се потикнува, да се, ако е склучен договор, ако е се пари обезбедено, треба да се настојува. Сега модроска да се лобира горе во Скопје за да се прави тоа. Ние туку у Кошани сме највеќе заинтересирани, у Скопје не се заинтересирани. Според мене реализацијата на браната Решани е ваш, би рекол, животен сон. Да. Затоа што потекнувате од Оризари и затоа што Ризарска река ви е од детството позната, така? Па не, јас сум учесник околу изготвување на техничка документација од почеток. Така да првите проекти, идејните проекти, првите истражни работи, ние, мислам, јас како технички раководител водостопанско предпријатие, ние ги вршеме. Така, се сеќавате ли кои години беа тоа? Од кога датираат? Од прилика, не мора точно. Па тоа се 80-те години. Од 80-те години да речеме. 80-те години, па навака. Така да изготвувачот, проектантот на идејното решение на браната Оризарска река, Ставко Михайлов е еден мој многу добар пријател и соработи заедно што сме работеле со него, он беше и ревидент на главниот проект на Оризарска река. Така да мислам дека е квалитетно тоа направено. И мислам дека ќе се треба едно да се знае, независно од тоа квалитетот на изваѓачот и на тоа. Меѓутоа тие се специфични објекти што имат и при проектирањето и при изведувањето строги критериуми. Тоа се од вително значење, мислам. Така да тука пропуст не може да биде. Ја не се плашам од пропуст, плашам се од одолгочување на работата. Од само извеѓачот со неговата механизација, од државата, знаејќи какви се со финансиски располага, дека речеме Кнежево кога се градеше, там беше искористен кредит од јапонската влада, а само 20% од државата, а овдека 100% од државата, така да мислам дека така. Вела дека ова брана има најдобри карактеристики, најдобар профил, со најниска сега цена. ако упоредуваме. Да. Браната Оризарска река се упоредува со Лисичи, Тито Велес, мислам по големината на акумулацијата, со Конјско Гевгелија, со Литовска река на тоа. Меѓутоа Оризарска река има топографски најповолен профил. Значи, да упоредиме, на пример, на Литовска река, ако треба да се угради материјал од 3 милиона кубика, така. На Оризарска река 700.000 кубика ќе се угради. Повеќе од 3 Профилот топографски така е мал, да највише од сите тие, и од Конско, и од Лисичи, и од тие најефтина би била. Иначе према мојот сознание сегашната вредност е и према договор што се направени до околу 30 милиона или 1.880.000 динара. И друга поволност што кај другите акумулации, да речеме Конско Гевгелија, Лисичи, Тито Велес, Кнежево на Литовска река, таму барите се прават за водоснабдување, наводнување и производство на електрична енергија. Таму за наводнувањето треба да се прават мрежи за наводнување. Овдека е полносно што водата од браната ќе се испушта по Оризарска река и ќе влегува без никакви захвати у веќе изградената детална канална мрежа. Значи нема градење магистрални канали и така? Не, нема потреба. Тоа имаме како предност. Тоа е најглавно. И по мене би требаше прва од овие да биде прва изградена. Добро, Лисиче е 20 кусур години, Кнежево исто така. Меѓутоа и Оризарска река планирана е од пред 20 години.
Меѓутоа овде на истокот малку понастрана, па не се... Мислам дека Кочанското раководство за овие 20 години, пошто се учесник околу изготвувањето на техничка документација, текса целата работа, дека не беа толку многу заинтересирани. Едино може да кажам дека независно тоа јас не сум припадник на една политичка партија, дека Радко Димитров, кој дојде уште како пратеник, ме ангажира да се беше тотално заставена работа, да се почне. Така да со него инсистирање почна да се изготви се техничката документација, изврши се истражни работи и да прави пат. Да. Така да, а пред тоа немаше... Стоја работа во место. Да. Ви имате големо искуство. Какви ефекти ќе донесе акумулацијата, речени за општина Кочани и овој, би рекол, микрорегион? Па прво, акумулации се прават за наводнување, за производство на електрична енергија и за водоснабдување. Браната на Озарска река е предвидена за водоснабдување на градот Кочани и Виница, Тоа што викат фабрика за водоустварење, тоа пресителна станица е направена и наставена на тоа место каде што ќе доаѓа водата од Озарска река, без да се троши струја, нели? И тоа што пред да влезе водата во пресителна станица ќе има електрична централа. Значи тук се предвидени две електрични централи. Едната веднага до браната, тоа се вика Прибранско построење, и втората пред да влезе на самата пречистителна станица. Така да ќе имаме водоснабдување, ќе имаме наводнување, најактивно наводнување од до сега што се направени, и тие, да речеме, српски да не се производи, така провера на микроклимата, пошумувањето ќе се зголеми, туризам и така натаму. Одбрана од поплави. Исто така, Озарска река знае да надојде и да прави проблеми. Да, Озарска река е правила и можеше да направи. Меѓутоа, уризарци ќе имат среќа што кој ќе се изгради браната, дека ќе имат под низ уризари стален проток на вода. Сега, например, имат зимно време долни количини, летно време пресуша. А поради тоа што летно време ќе се наводнува по реката, така да ќе имаме поголеми количини на вода во самата река. Очекувате дека таа брана кога ќе се направи ќе го препороди малку, би рекол, овој крај, бидејќи таму кон пресека кон овие ридско-планински населени места сега се запустени поприлично? Па запустени се, сигурно туризмот ќе се развие. Штета само што не се направи пато за добраната по течењето на Озарска река. А тај пат мора да се направи, заради тоа што цевкова водата за водоснабдување оде по течењето на Озарска река, доаѓа до сега до амбулантата, што е уризари. До центарот, така да речеме, да. И тука се двое. Еден крак иде за пречистителната станица и еден крак иде за Виница. Така да, за да се изгради тој цевковод, мора да се направи пат. И ако беше сега патот, така за цевковод не мораше да се прави пат. Со овој пат ќе се правеше и самиот цевковод. Кога да е? Двоен ефект со една инвестиција. А се тоа беше да што поевтино да биде, затоа што само 5 километра да се направат, да се искористи стариот пат, што е до сега. Колку ќе биде тај стар пат, да речеме, со самата меканизација кој ќе почне да се гради, колку ќе издржи, тоа е. Ќе каже времето. Времето ќе каже. Така. Вие знаете дека од самата акумулација која треба да има капацитет околу 20 милиони кубици вода. 23 милиона бруто, а 20 милиона нето корисна површина. Така, имаат ли капацитет двете реки, Бела река и Црна река, да ја полнат акумулацијата? Имат, тоа се имаме долгогодишни мерења.
дури Нико водостопанство направи и водомерна станица тамо, още пред 20 кусур години. Так. И издашноста и на двете реки има доволно, така да нема никаков Нема да има проблем. Нема никаков проблем. Ми се чини дека имам начуено дека ќе се прави, е планирано се прави и тунел за како се викаше ова голема река, да се префрле, да се пренасочи кон акумулацијата. Има и такво решение, има, и тоа сократно треба да е до околу 800 метра, водата од голема река се префрле у тоа. Ако има сушни периоди, па да веројатно од време на време се користили како? Па да речеме функцијата и можност за браната град ќе више нема, така да таа вода може да се пренасочи да иде во. Така. Али не е тоа услов за да може да се полни или не полни акумулацијата. Него како решение за поголема количина. Резервна варијанта, така да ја крстиме. Не, поголема количина на вода да, треба поволно така. Да. И тоа што е многу поволно што водите од браната на Орзаска река, што ќе се користат за наводнување на Орзаско поле и дел од Кочанско поле, сегашната таа количина на вода што е од браната кај Лиманци ќе се пренасочи за Овче поле. Тоа е една голема бенефит за државата. Така. Знаејќи конфигурацијата на теренот, типот на браната кој ќе се гради, дали очекувате да речеме кога би започнала изградбата дека ќе има некои проблеми или дека тоа ќе функционира без проблем ако, нели, рековме ако има добар изведувач и ако се тука стручњаците кои имаат големо искуство? Па мора тие се такви објекти да прво се прави, ќе се направи, така се вика, еден оптичен тунел кај што ќе се усмере водата да тече низ тој тунел, за да може после да се прави телото на браната. После тој тунел, така да се оптичен, се претвори за испуштање на водата. И мора, тие се такви објекти, чим почне да се прави насипо, значи телото на брана, чим почне да се прави, мора да се заврши. Там не смее да има прекид. Да. Јас имам, да речеме, едно на реката Ардо, Бугарија, со професор Серафимов, покојно беше неободал тамо. Тамо на 3 пати почната браната, меѓутоа за немање на доволно пари до одредена висина направена, дое реката однесе го тоа. Дое реката па однесе го тоа. Создавање трошоци. Така да тука нема застој. Чим ќе се почне телото на брана да се граде, нема не смее да има застој. За разлика од други објекти, тоа е тако специфично, не знаеме ние кога ќе надојдат тие големи води. Така. Ќе биде изградена само 10 метра висина на тоа. Оптичниот тунел прима одредена количина на вода. Не може да прими целата количина. Ако дојде преку прелива и ќе ќе однесе. Така. Меѓутоа, организацијата на работа, проектот, се е тоа предвидено, така да нема и искуството, да речеме, до сега за градба на тие брани, нема да има проблем. Да. А за каква квалитетна вода станува збор, бидејќи нагоре нема индустријски капацитети, нема загадување? Па, тоа за среќа немаме индустрија, немаме земјоделие за ѓубрење за таква работа. Дури да мој колега од Хидрометеоролошкиот завод од Скопје правеше една анализа дека една најчистите води би биле таму. Така. Ние на времето во водостопанското предпријатие имавме долгогодишно мерење на наносо. И сите тие подаци се користени и мислам дека ќе многу полни ќе бидат. Предност е тоа што има две реки, нели се прави крак. Сега, и среќа тоа што пречистителната станица е направена да ги проекто и изградбата на тоа. Она сега нема функција
тоа што е направено. Она има функција само да ложи песок нешто што ќе и озонирање. И функцијата на неја кој ќе доваѓа водите од Тузанска река, да може тотално секако прочистување и хемиско и бактериолошко и талози, така да исто така да речеме и у Виница водено е рачуна пречистителна станица да одговара за водите што ќе дојдат од Тузанска река. Тоа го нагласувам заради тоа што Штип, например, Штипската пречистителна станица е проектирана на бунарите од Брегалница. И сега ако требаше вода да користат од Кнежево, не одговара пречистителна станица. Мислам дека имате и проблем и ден денеска дека не може да ги користат водите од Кнежево, него се уште од бунарите и некош недостатно вода. Кај нас за среќа пречистителна станица е направена да без никакви проблеми да ги прима водите од исто така и у Виница. Значи преостанува само да се надеваме, да сме оптимисти дека браната ќе се направи, дека Кочани и овој регион ќе добијат навистина, ќе бидат привилегирани со квалитетна вода и со доволни количества резерви на вода. Моје мислење е пошто се сите проблеми решени технички, финансиски и се 20 градоначалници, мислам на Кочани и Виница треба да така да речеме притиснат малку повеќе. Просто се изразат да лобираат, да. Што поскоро да ги. Така. Нема по мене, по моите создајања што ги имам од колегите дека нема више никаков проблем. Да. Оред, ти благодарам за оделот разговор. Разговараме со Ангел Атанасов, се наоѓаме на езерото Градче, овде на Круната. Пред колку години прв пат дојдовте овде со идеја да се гради оваа брана? Јас само што заврших Средно техничко училиште, 57 година, мај месец, беше припремните работи на браната Градче беа направени и се работеше пато до браната. И есента, значи, од 57 година, од кога почна, уствари 58 година, кога почна темелите да се прават, ме префрлија како градежен техничар да бидам у надзорната група помошник на покојно инженерот Кочани Киро Пендов, па Киро Пендов беше помошник на професорот Серафимов, Петар Серафимов, академик, што беше и проектант. Колку години имавте тогаш? Така, 17 години, 18 години. И почнавте да градите брана? Јас сум пред време почналата школа. Јас сум 39-та, а 58, значи 18 години си. Така. Кога почнав тука да бидам. После, од тука, кога се заврши 59-та година, затвори се браната за 29 ноември 59 година, наполни се акумулацијата. Од тогаш отидов на факултет, на градски факултет. Така, значи од тука работа, искуство и школување. И школување. Така. И само останува како се руши браната. Така. Колку години се градеше Градче? Градче се изгради за 2 години. Значи од почетокот до крај за 2 години. За каков тип на брана станува збор? Првиот проект е бил масивно гравитационна брана, значи брана со дебели зидови. И требало да се употребува камен у бетоно и се правени испитување тука за камено, меѓутоа од кој е договорено да почне да се гради, испостави се дека тај камен не одговара за квалитет да се направи квалитетен бетон, значи да се дроби да се прави квалитетен бетон. И тогаш на тај тип на брана е проектант професор Субановиќ у тоа време у хидроелектопроект. И сега за да
парите биле се одредени толку за да се уклопе у парите за градбата. А професор Серафимов има направено танка брана, армирана, заради тоа што шлюнокот треба да се носи од брегалници. Така да транспортот на шлюнокот со смалување на димензиите на браната е уклопено у проект. На тај начин е препроектирана браната од масивно гравитационна на лачна бетонска брана. Една од најсмелите брани имаше прилика да еден професор Дали имало сомнежи дека оваа брана може да издржи, така ли? Не имало сомнежи, него инспектор за високи брани у Русија, ја бех на факултет, беше дојден за трети степен за предавање и професорот Серафимов ми рече оди на браната градче, ќе дојме со тај професор да види каков објекти. И заради димензиите, танка дека е браната, дека е ослонета на поготово на овај, така рече, десен бок, честитеше му на смелост. Иначе браната е армирано-бетонска исцело, така да нема никаков проблем, може да дојде преко целата брана да прелива вода, нема шанс. Вие имате 20 години кога беше готова, така ли? 21. Па 39-та, 29 ноември 59 година. Беше готова. Преливаше. Веќе преливаше. Имам слика на свечерот со кога е преливаше. Така, ќе зумираме и тоа на камера, ќе ја видиме. Со раководството на тогашната водна заедница. Какво беше чувство кога се изгради? Какви беа коментарите во Кочани? Еве се доби таков, веројатно во тоа време најголем водостопански објект. Па намената беше за водоснабдување на градот Кочани и за наводнување на урезите полиња. Со тоа што тогаш постарите се веројатно ќе се сеќаваат дека тога беше туристичко место, на плажи доваѓа на излети доваѓа, тоа беше атракција. Тоа чуварската куќа што ни беше тогаш при градот, веднага ја преправиме за да може да се престојува тука. Да се престојува и да биде кафана. И да биде ресторанче. Ресторанче да биде, ако се сеќава дека е ресторанче, беше тоа на Волца Паус. Долги години, така. Така да и веднага измени и во сегаш не представува на вистина многу атрактивно место кога ќе дојдат гости од Скопје или од било каде се воодушевуваат и на природата и на самата брана, на локацијата. Па види, и сега после луѓе може се сеќаваат каква голитини беа накога се дека сега како пошумено. И микроклимата е изменета. Другчие сега воздух у Кочани дали понапред речеме од орузичата само што е и мало нели мириси така натаму сега со проветрување и така. Добро, вие како стручњак подоцна во вашата инженерска кариера правевте дипломска работа. Да. На уште една брана на оваа река. Така да речеме тоа место попева воденица. Тоа е одовде 2-3 километри подолу, така ли? Да, 3 километра подолу. Земјена брана со тоа што градче да речеме собира 1.700.000 кубика, там треба да собира 5 милиона кубика. Со тоа што ако власта да зафати до браната така че тоа беше дипломска работа. И одбранивше дипломската работа? Да. Ама брана не се направи? Да, добро, тоа веројатно е улезено во водостопанска основа на некои генерации може ќе направат. Тоа е богатите земји, тоа се вика низ на брани. Да. Тоа е најдоброто решение. Значи да најде водотек да има неколку акумулации и командувањето со водата е многу по еве например Кубано, Глажда и ово поефективно, покорисно, да. Или сега на треска што се направили матка,
Света Петка од другата горе. И овде станува збор за многу чисти води, затоа што доаѓаат од Осеговските планини каде што нема загадување, и кога би имале уште 5 милиони кубици вода со уште една брана, навистина Кочани би имало едно големо богатство. Да. Мислам, со Оризарска река ќе се реши. Но сега да го решиме со Оризарска река, така е. Со Оризарска река ќе се реши питањето и за водоснабдување и за наводнување. Како стручак можете ли да направите споредба меѓу оваа брана и Оризарска речани на Оризарска река? Кои се сличности, кои се различности во тој смисол? Па види, разликата е многу голема. Тука да речеме акумулацијата е 1.700.000 кубика. Оризарска река ќе биде 20 милиона, тоа значи 20 пати повише. Поголема количина на вода. Така да и таму ќе имаме ваква пошумување и така се променат микроклиматските услови. И таму за среќа што немаме иземјоделие или немаме индустрија, така да нема никакво загадување. И овде водоснабдување тука од браната Гаче беше избегна се само заради тоа што направија се бунарски систем во тоа време, само заради мирисот. Не беше присъединителна станица направена таква да може да се избегне мирис, значи од тоа беше причина да се направи бунарскиот систем. Иначе потоа продолжи си да функционира заради фабриката за да речеме у тоа време 80% од потребата за вода беше за фабриката за хартија целулоза, само 20% за водоснабдување. Така да ефектот и намената си ја оправдата цело време. Така. Вие рековте дека сте аполитичен, дека не ви интересира политика. Токму поради тоа и градоначалникот на општина Кочани Никол Чилиев е надпартиски кандидат. Ова ми само вовед, што би му порачале како да се однесува во делот на, врз основа на вашето искуство, во делот на форсирање на изградбата на браната Речани, бидејќи навистина станува збор за објект кој според мене ќе го препороди овој крај? Па јас мислам поради тоа што од технички аспект, значи се е решено, проектот е направен, проектот е ревидиран, забелешките од ревизијата се поправени, кој што им знае дека има и договор со извоѓач, има и договор со надзор на објектот, само да се инсистира во владата на Република Македонија да се почне. Нема пари, чим е договор направено, по моје мисля, чим е договор направено и со извидувачот да работи и со надзорот кој ќе врши, значи има и пари обезбедено. Тие се пари, тоа градот ќе биде 5 години, значи парите нема да бидат обезбедени веднага за целиот објект, него за 5 години, така да само со големо инсистирање, со големо ангажирање, тај објект треба. Тие објекти се од капитално значење, не се градат, речеме, у една година и не се планират у една година. Ако земе историјата на Лисиче, у Велес, ако земе историјата на Кнежево, на Златовска река, тие се планирани пред 20-25 години, па тек тога се направени. Исто и со Оризарска река. Планирањето има 20 години. Али едино после ослободувањето брзо се направени Маврово, Глажа на Куманово и Граче е трет објект у Македонија што е направен за кратко време и веднага со обезбедени пари толку колку што е направено. Мислам, нема пречекорување, немаше ништо. Да. Ајде се пресетите малку и на искуството со изградбата на браната на Брегалница Калиманци. На Калиманци најголема брана во Ична Македонија. Калиманци извоѓач на Калиманци. Извоѓач на Калиманци беше хидротехника од Белград. Една од најјаките фирми што може да постои. Така да е многу квалитетно направена. И рисорите работи исто се направени у тоа време.
да кажам дека играчи кој се градеше, да речеме Маврово, само што беше завршено Маврово у Гостивар и комплет со техничари, со механизација, со палири, со работници, беа тука префрлени. Меѓутоа, има специализирани групи. Да речеме, има група мајстори за копање само на тебело. Само да кажам дека на средината на браната, длабината на тебело е 16 метра. Има специализирана група на работници, личени за армирање само. Има специализирана група на работници за оплатата. Бетонот се правеше на лице место тука. Така да, Маврово извоѓач, меѓутоа имаше таквија кооперанти, јаки, што тие луѓе беа специализирани за одредените операции. Така да речеме, из Оризарска река не може еден извоѓач сите работи сам да ги изведе. Мора да има кооперанти што Колку луѓе би се ангажирале, да речеме, кога би започнала изградбата на телото на Речани, на Оризарска река? Па сега Колку се ангажираат околу изградбата на такви брани? 100, 200, 300 работници? Градче кој се градеше, да речеме, целата населба градче беше тука, работниците. Сега имате поголема механизација, меѓутоа сигурно дека ќе замашен број ќе биде сигурно. Сигурно ќе има. Механизација и така натаму. Оти како што прочитав у проектите, јас имам го проектот на CD, целиот проект. Ќе се прави населба, кај што ќе престојуваат работници. Исто и река Ливаци имаше таква работа. Играчи има, ако се сеќават некои доле на Галаво, што се вика, таму имаше бараки, нели се? Ќе има вработување сигурно повеќе. И не може они сите работници да ги донесат од таму фирмата кај што е, него од локалното население. Да. Најисплатливо е сега. Еден од огромните ефекти за граѓаните на Кочани е тоа што ќе се добие вода за пиење од Речани, вода во која нема да биде вкалкулирана цената на струјата која сега би рекол околу 45 до 50% учество, затоа што најмалку 3 пати се препумпува. Да, ќе дое попадна гравитација, така да ќе имаме ефтина вода. Да кажам дека среќа што пречистителната станица е направена точно за водите од Оризарска река што ќе дое да може да се прочистуваат. Некој вика фабрика за вода, тоа не е фабрика за вода, тоа е пречистителна станица. Кој му строил тоа име фабрика за вода? Фабрика е нешто што се произведува, не произведува вода, него само ќе ја прочистува водата. Тоа се пак некои стручњаци од веројатно од Фела. Не знам, мен тоа не ми е тај. Пој фабрика за вода. И ова уште еднаш ќе ве потсетам, современо се спомнуваше дека имаше некакви обиди за ископи на, би рекол, посебни, опасни, да не речам, руди. Имате ли некои сознание околу тоа на таму кај двете реки? Немам такво сознание. И за Оризарска река имаме среќа да акумулациониот простор имаме ситуација 1:1000. Тоа значи дека у тоа време Републичка геодетска управа имаше потреба од снимање и ние како водостопанство и помогнаме со джип, со бетонски мерки да се постават и за таа помош они ни дадоа у тоа време карта, значи на акумулацијата разбира 1:1000, што дава гаранција за многу поточно преспитување на количината на водата, за разлика од другите кои што немат таква ситуација. Ајде уште една тема многу блиска на, бидејќи зборуваме сега околу водостопанството. Своевремено на Брегалници се градеа гумени брани. Каков е ефектот од нив и дали има тука скриени можности кои можат да се искористат во Кочанската котлина
за искористување на водите во Брегалница. Знаеме дека сидбата на оризот започнува таму некаде крајот на април или почетокот на мај и дека сега март и април големи количини на вода од преку Брегалници стекуваат неискористени. Од тој аспект ве прашувам дали тие губени брани се функционални, дали во тој дел има уште можности врз основа на вашите искуства? Функцијата на губените брани е само за скренување на водата по каналите. Значи не за акумулација, не за акумулација, само за скренување. Оти порано кога се градеа тие захвати земјени, ќе доеше реката ќе ја однесе. Пак треба да се прави. А сега е ова стални обекти и мислам дека има големи ефект што ги направивме кај Грдовци и доле кај Чифлико. Мислам дека големи ефект. Големи количини вода се искористуваат за скренувањето на водата без да речеме, кога се правят тие земјени захвати, ќе дое реката, ќе ги однесе, па ќе ги правиме, па овака еднаш направено за секојаш. Така. Само одржавањето треба да биде по-квалитетно. Да. Добро што овие години започна, во изминатите години се чистеше и се чистеа коритата и на Оризарска река, на Брегалница, така да се намали опасноста од поплави. Нема, кај нив нема опасност од поплава, заради тоа што кога дојде голема вода, самиот притисок на водата спуштија додоле и така да водата си големата вода прејде преко неа. Така. Оред, разговаравме доста за овие водостопански теми, за овие капитални објекти кои се изградени, кои треба да се градат и да се надеваме дека ќе знаат инвеститорите и изведувачите да ги искористат вашите искуства, бидејќи навистина тие се непроценливи. Доказ за тоа се еве оваа брана, Калиманци, Ратево и така натаму. Ратево ние ја доградувавме. Беше Малешевска слива инвеститор и нас не условија како водостопанство да доградиме и после да вршиме експлоатација и одржавање. Така да и таму имаме искуство околу санирањето на одредени пропусти на вода през делото на браната, околу затварачите. Плюс тоа, многу е битно тоа да се каже дека техничкото наблюдување на браните е еден од битните услови за пратење за нивната стабилност. Да речеме тука на градче може се видат тие бетонски белиги кај што се. Тоа се оскултации, така да речеме, за стабилноста, исто и на Калиманци и на Ратево. Само неам сигурно да кажам, него одавна сум више пензионер, мислам дека малку е запоставено. Одржувањето на браните. Техничкото наблюдување на браните, оскултација. Тоа значи, извршени се одредени мерења и тие мерења се упоредува со проектираните мерења, дали задоволува тоа. И имаше у тоа време у Министерството, у владата на Република Македонија одредена комисија што проценуваше дека е објектот стабилен, издаваше записи дека е објектот стабилен. Или ако има некоја појава, па таа појава да се санира и како да се санира. И многу битно е тоа да на овие објекти тоа техничко наблюдување, техничко осматрање на браните да бидат редовни. Плюс тоа ние на времето вршеме и мерење на нанос. На секои 5 години вршеме мерење на наносот, колку е меѓутоа последните 20 години мислам дека тоа го нема. И за крај, кој е векот на овие? Колку трајат овие брани, ова, Калиманци? Нема век. Значи, мислам дека бесконечно. Додека не се Што стои да рече бесконечно, така може би нема. Не, што е проблемот? Кај нив таложењето на намалувањето на запремината на консолниот простор. Тоа е. Али до сега не е најден начин како, барем ја до сега што ја читано и слушано и што сум учествувал на симпозиуми, на конгреси, не е најден начин како тај нанос да се извади. Има начинот да се спречи, нели, со пушумување, со изградба на каскади и така натаму. Али тоа што е влезено да
не може да се нема. Веројатно, ако може е прескапо. По друга да се направи брана, не го тоа да се извади. Али тоа со годините, со тоа малку по малку ползи. Ако после ќе остане како еден историски, би рекол, култ, овој стопански споменик. Иначе, тие се направени, мислам, и димenzionирани, и на најсилните земјотреси да издржат, и најголемите количини на вода да принот и да ги евакуират и да ги спречат, така да не може да се каже дека век има. Ќе нема век ако нема одржавање. Сигурно. Квалитетно одржавање. И да не се тие водата си го прави своето, со мал прозор на вода може да прави поголема. И за тоа треба да се следи се и навремено да се реагира. Озбилни објекти треба се така да се следат. Добро, јас ви посакувам да го остварите вашиот сон, да дочекате да се изгради браната Речани и да биде тоа една круна, би рекол, на вашата Дај Боже. Стручна кариера. Дај Боже.